Поздрав до сите слушатели на ЕСИ Радио, вие сте со емисијата Шарсо или Шарданост. Денес имам повторно задоволство да ви имаме за гости на младиот мајстор Емил Ристевски, кој што повторно израдува со голем успех имено на Европското првенство, кое што се одржа во Словенија при крајот на март, почетокот на април. Емил Ристевски имаше 50% учинок на многу добар инаку индивидуален шаховски турнир, и ја освои втората норма за интернационален мајстор. Емил Ристевски бивавме за гости на непосредно како стана мајстор, практично беше, би рекол, турнирот дојде веднаш кај нас, да гости, да ни израдува, да ги сподели своите впечатоци од големиот успех кога победи на турнирот во Белград, отворениот турнир во Белград и кога стана најмладиот наш шаховски мајстор, би рекол воопшто во историјата на македонскиот шах. И еве некако таа убава позитивна инерција која што ни напред, значи сега ја потврди со втората норма за интернационален мајстор. Еве уште колку партии ти фалат за она интернационален мајстор 24? Па уште 8, ама пошто нема турнир од 8, од 9 би било. 9 би било. Добро, ова малку необично, ја мислам дека има норми од 11 од непарен број на партии, ти велиш и од 10 имало. Да, на турниров од 10 земав јас. Последното гол ми требаше победа за од 11, ама пак мислам дека нема многу да смени, пошто и турнирот 7 кола е може екипно само да се земе, мислам дека така да. Аха, да. Абе, во последната партија немаш некој проблем. Тоа е со црни кола. Да. Стоеше господски. Јас дури би рекол би играл таму тоа уште. Ама добро, од 10 партии, она малку 10-та партија што ја Испушти, да. Тоа беше одлично одиграна партија. Таму беше таа, најкриво ми беше за таа и. Но како беше целиот турнир? Имаше таму тешки противници, со оние чудовишта на 2600 играчи, нели? Па и со црни фигури често пати, баш не беше лесно, но ти се справи. Па идејата ми беше тоа да видам до каде сум буквално, да останам како е да се игра со 2600 играчи, 500. Пошто никогаш не сум играл до сега на турнир со поред толку партии да играм со толку јаки играчи, обично играм, не знам, на некој јак опен прво коло, второ можда ако изненадам и после тоа се 2400, 500 максимум играчи. И на некој екип, да. И тоа ретко, не толку често. Да. Ова сега во низа кога се и... Да, многу е напорно. Се тепаш еден, па одна ти дојде друг. Па не, си го заврши малку полесен противник, па пак следната со црни, пак се многу силен. Ама одлично се справи, браво. Кога ми падна 2500 русин, што изгубив стариот него од Арсен и Несторов, тоа јас се израдов кога мислам кога ги видов првите, викам ајде малку се одмор со бели фигури против 2500. Да. Ама дури изгубив таа партија. Тоа француска ли беше? Да. Ти играше добро таа партија. Ме надигра скроз. Да. Се случува тоа. И сега има млади играчи, а тој не сум го слушнал, например, тој млад човек. Знаете, денеска шахот е многу популарен во светот, се игра, значи, честитки големи мислам, да вистина, супер. Како се? Значи, доста работа сте, нели? Па да, исто имав и помош од тренерот, Трајче Недев многу. Ме спремаше за партиите. И да, и пред тоа секој пред турнирот треба да се работи, пошто на самиот турнир е касно веќе да. Да, се разбира, таму треба да покажеш што знаеш практично. Пред тоа е важно што се работува, како се работува. Да. Добро, таму бевте македонската, да речем, делегација, ако можам така да кажам, или на друштво што беше таму. Тони недостасуваше, Никола недостасуваше од своји причини, не беа и некој турнир беше добар. Иако ми се чини дека оваа година Европското индивидуално првенство имаше и доста послаби играчи. Порано немало така. Тоа биле мајстори, силни млади мајстори и така натаму. А сега имаше така баш некој шарен состав. Така што и овие играчи, например, ја мислам дека 2-3 од нашите воопшто не име место таму, ама се покажа дека има и други играчи од таа класа и така да добро се представи. Заради годината лани, што беше и со короната, што беше многу од оваа година што беше, дупло послабо беше европското. Да. Значи 2500 рейтинг можеше да се пласира без проблем на светски куп. Што никогаш порано не било. Па да, треба да се 2600 плюс играчи. И за лани беше многу опадната конкуренцијата и оваа година беше многу појака од лани, ама не е како прошлата година најверојатно. Иако пак имаше многу јаки играчи, ама имаше и послаби доле. Да, имаше долу послаби, иначе горе имаше јаки играчи. Горе да, лани ствари, 2019 или 2020 беше, не сум сигурен.
беше доста, значи горе немаше играчи толку јаки. Имаше, ама не до тој степен кој што се оваа година, например, што бе. Добро, сега што е оваа инерција или овој нагоре подем што го имаш, како сега да го валоризираме во новата титула, сега ти си во октомври ќе правиш 18 години, уште не си ни полнолетен и многу добро би било пред да го преславиш полнолетството да си бидеш интермајстор, нели? Ја предпоставам дека имаш такви амбиции и дека работиш вредно на тоа. Да, се трудам. Сигурно. Затоа што ти, за разлика од многу шахисти во Македонија кои што имаат проблеми со репертуарот, ти рече си немаш тука проблеми големи, значи коридорот ти е изграден, стабилизиран. По моје мислење можеш нешто да прошириш помалку. Мене беше баш интересно сега деневиве и се брзо на емисија за Гелер снимав и си велам како тој Гелер толку добро играл кралска индиска одбрана со црни бели готвени, ќе каже дека ние до Гелер кралска индиска одбрана не сме ни разбирале како што треба, дури се појавате на Гелер и со неговите партии. А од друга страна, кога ќе земеш, па тој истиот Гелер бил експерт и за дами и гамбит. И баш ти направив една паралела со тебе, викам, Емил кога почна со црни фигури на D4, да речеме, играше дами и гамбит. И тоа солидно свет сврста како треба, темелно, како стои, па се префрли многу веројатно и под влијание на Трајче Недев, кој што е експерт многу пошироко од Македонија за кралска индиска одбрана. Значи го усвои тоа тешко отварање. И помнам, па кога сум читал, например, за Гливореч, ќе каже дека од кога почнал да игра кралска индиска одбрана со црни фигури, неговите резултати тргнале надоре, значи бил по-пробивен и така натаму. И тоа тварење е секако супер. Значи, еве, ти почна да држиш со силните, ама со силните играчи на 26-то, кралска индиска тешко се држи. Значи тоа веројатно чувствуваше ти дека тука е на такви финеси. А оној Дами Габич што го играше порано, немај да го оставиш соседно, да го закопаш него, ќе ти треба пак за некој период да го прошириш и за да можеш да играш некогаш вака, некогаш така и кога ќе ти даде поголема можност и еластичност. Инаку репертуарот тебе ти е навистина и со бели фигури, си е изграден и тоа е добро. И тоа кога имаш добар репертуар ти остава простор да работиш на другиве фази на завршници, типови средишници и така натаму. Интересно беше, кога почнав да играм Кралев Индика негде 2019 на почетокот беше, и имав 0 од 8, на стандард партија 0 од 8. И не знам, ќе се откажа од Кралев Индика буквално, пошто у секоја партија сум му 20 потез веќе изгубен тотално. Ама после тоа почнавме со тренерот, со Трајче да работиме, Недев. И тогаш почнав резултати ја правам во Кралев Индика, пошто тогаш ја разбрав. Па тогаш суштински си ја сватил што се случува прошто. До тогаш само од прилика нешто беше и да, не беше тоа многу ме тепа во неа и многу партии губев. Ама се имам може да најдобар резултат од сите отварања во Кралев Индика, не знам. Да, некој ќе се усвои таа, мислам е така специфична, тешка, ама специфична, но и многу возбудлива и интересно отварање, секоја партија е приказна за себе. И добре, веќе почнуваат резултатите баш. Па така викаат секогаш, знаеш, треба некој одреден период тие детски болести на секој ново отварање да поминат затоа што дека ти легне позиција, дека ја сватиш добро структурата, динамиката на тоа отварање или статиката, сеедно било што. Пешачката структура и така натаму, треба некое време да пројде и некој опит да се постигне практично. И тоа е нормално. Добро, значи самиот турнир ќе кажеш ли вака некои поинтересни партии што беа таму или моменти и што беше критично? Кога почувствува дека можеш? За Норма? За Норма. Или цело време чувствуваш дека можеш? Прво кога ми даде многу самодоверба, пошто ремизирав со многу јак играч 2650 и тоа ремизирав. Ама добиена партија беше, цела партија од позиција на сила, да. Да. И ми даде самодоверба, ама не ми мислев на Нормата, само мислев партија по партија. Така и треба. И во седмото коло кога добив со 2200 играч од дете од Унгарија, тогаш веќе почнав да размислам за Нормата, пошто е уште 2 кола до крај, нели од 9 кола за да се земе. И тогаш имав нели цел тогаш веќе ми стана јасно дека стварно играм за Нормата тука, нели? Да. И имав критични 2 партии последни со Стевич, скоро 2600 велемајстор од Хрватска. Тој играч од давна е многу добре беше најдобар хрватски играч заедно со Кожу.
Па беше и prvak pre Хрватска, не сум некако така еден стабилен играч, Да. многу тешко да го победиш. И само ти си направи Реми без такви Да, проблеми. нешто ситно подобро дојдов на 15 потези со Црни, ама ремизирав, пошто тоа беше целта. И тоа беше малку смешно, што цел турнир играв бели црни, бели црни, бели црни. И осмото коло сум црни. И ремизирам со Стевич и сега викам, окей, бели имам следно коло, ми треба реми за норма. И ќе пробам, нели, пошто сум бели фигури, Да. постабилно да играм. И искачаат парови, играм со 2500 до 30 велемајстор, доста е велемајстор од Полска дета. И вако, гледам црни сум. И тука малце не знам, да речем се изнервирав. Се вознемири, пошто да да, пошто со бели фигури ќе беше нели доста полесно и таа мислам дека беше клучна партија, бев изгубен во неа. Ама се снајдов добро во Кралево Индика. Од отварањето дојдов. Да, тоа беше супер остро таму. Оно Да, што да, кажеш да. со Кралот маневрираше интересно се. ЛЦ5 имаше некој момент Да. Таму и се Да. смени малку структурата. Но сепак ти М. имаше добро, не се. А тоа дете колку години имаше баш дете? Од 20, мислам дека 20 или 21, не сум сигурен. Па добро, тој не е дете, тој е млад човек. Да, ама млад, тоа ми е млад, не знам. Да, но полјаците се опасни. Полските шахисти се ги има многу и они имаат многу вложено во шахот и имаат резултати. Но јас овој го знаев затоа што имам неколку партии имам гледано од него, ко Model Games ми биле за некои типови на структури и сега играм со него и Со Црни плюс. И притисок е нели за норма пошто играм и не беше седно. Да. Ама добро беше што се смирив одма кога седнав на партијата, веќе беше Се фокусираш Да, на само партијата, на се партијата. заборава, што е како секој уметник кој излезе на сцена, ја има претходно таа позитивна трема, кога излезе на сцена, се заборава и одиш. А и рано влегов во проблеми што од отварање немав Немаше за немав друго време што да за ништо мислиш. друго што да мислам, морав да Да, на да. партијата, мислам со време. Така е, добро. Добро, ќе видиме и на таблата едно-две партии, колку си избрал ти денеска да покажеш на слушателите и на гледачите за ЕСИ Радио, да те прашат за... Еве сега доаѓа лето, училиштето ќе заврши, ќе имаш повеќе време и повеќе можности да играш на турнири, може би пред Олимпијадата да ја освоиш нормата. Какви ти се баш конкретно плановите за... Па прво шампионатот нели наш целта ми е да го освојам дали шампионатот, ама Преди ќе видиме, да се да. разбира. После шампионатот мислам дека до лето, мислам до јуни скоро ништо немам во план, поточно крај на мај немам ништо во план. И после тоа почнуваат турнирите најверојатно во Србија. Има еден во Чешка, ама не сум сигурен, но во Србија има доста добри 3 турнира пред Олимпијадата. Отворени или затворени? Отворени. А во Чешка што има? Тоа е Пардубица Open да има там една традиција. Не сум сигурен како се викаше, ама исто така солиден опен во почеток на јуни. Ама најверојатно во Србија ќе биде крај на јуни и почеток на јули. Не сум сигурен колку ќе одиграм од тие турнири, но А тие турнири затворени се или? не, отворени. А отворени Силно. исто. Србија Опен. Нешто последно време србите доста се активни, Да, прават да, разни да. турнири, И тоа јас. цело време нешто има. Го искористија да речеме многу интересен турнир направија дека беше овој фиде светскиот куп Да. од вториот турнир. Имаше многу интересен тоа на турнир и веќе младите Да, срби да. се пројавија на првите две места. Значи Ивичи овој Бодисавлевич. не Бодисавлевич, него високиот Инџич. нели, ги потисна малку и Да. Годишевич Маркуш, он е на дното веќе. Веќе и таму има смена на генерација Да. млади притисна прилично и тоа е добро. Па така, одлично, многу е вестити посакал брзо, значи пред 18 роден ќе го прославим 18 роден веќе да те викам интермајстор. Се надевам. Тоа се надевам ја и посакувам силно и со новата титула пак да направиме една емисија да ни бидеш гостина овде. А сега можеме да одиме да ни покажеш дел од творештвото што беше за освојување на втората предпоследна норма за интермајстор, се очекуваме наскоро да го добиеме нашиот нов најмлад интернационален мајстор. Првата партија со Полдневичиус, тоа е од Литванија. Литва, да. Да, мајстор 2546. Да. Ти со бели. Ајде, повели. Требаше ги читам потезите. Само да ги говориш и си одиме. Значи е 4, Да. C5. Тоа е нели затоа што да може да ги Да, следат да, и да, оние да. што. Да. Е4 рецептот, конј F3, конј за 6,
Инаку, уште во првиот поток ми изненади противникот. Ова беше во 8-то коло. Во 10-то, извинете, во 10-то коло, што го спомнам. Кога испуштив добиена позиција, спремав Каро Хан игра најчесто мојот противник и Епет. И ми изненади со Сицилијанка, но добро. Со изборот, да? Да. Но тоа значи дека нема искуство во варијантата и ловец во 5T6, најмодерната варијанта на Росолима. Рокада конј G7 и сега D4. Интересен потек. Тоа е од понов датум, нели? Тука Да. топ 1, C3 и на други потеси, но... И, окей, CD конј D4. Идејата е сега, има тука неколку потези за црниот, има дама B6, има конј G6 како што играше тој. И тој се одлучи за конј G6, но не ја сватил суштината на варијантата, затоа што поентата на позицијата е што конјот на G6 е лошо поставен. И идејата е сега моја да играм на него. Идејата всушност ми е окей, L3. А дама беше сметава ли поток се сметава? Вместо конј G6? Двата се окей. А, Конј двата G6 се сега конј G6 е помодерно. Го играат така со идеја конј D4 и кога ќе земам B6 ловец B7 рокада и F5. Да. Тоа е идејата и напад на крал. Ама мојот противник не е сватил баш суштината на позицијата, затоа што идејата на белите тука е да го вратам ловецот на E2 и да можам да споредам C4 и конј C3 и да наместо мароци структура со конј на G6 кој што е надвор од игра и потоа полека дама D2, топ D1, дали Да, F4 да. ќе видам, дали конј B5. Тој не е на Зависи местото, кој. е Да, низ да, да. плейспет, е кој на G6. Тој треба да не F6. Да. И тој играаше, сега ми дава цело темпо. Мене ми идејата во некои позиции да изнам да маше со конј B5 па да се вратам назад, сега он го игра потегот А6. Сега бесплатно. Да. И губи И- време после, да? Тука е веќе белиот јасно подобар, затоа што после ловец на едва конјот сега се што сакал да намести белиот стигнал со неколку темпо повеќе. Конјот на G6 е лош, не може да се земе конј D4 затоа што имам дама D4, на G7 ќе виси. Да. И сега тој се развива ловец C7, C4, B6. И тука пребрзо одиграв конј C3, затоа што не бев сигурен за конј C6 потегот, туку најприродно беше конј C3, одиграв многу брзо конј C3, после тоа видов дека имам идеја конј C6. И дојдов конј C3 нели, сега добро е што не може да одигра ловец на B7, затоа што земам конјот на C6 и на ловец C6 имам дама D4. И Тоа е сега виси проблем. на G7 и на, да, на G7 и на B6, а ако земе деца, ловецот на B7 не прави ништо, земам на D8 и кога ќе земе со ловецот играм C5 и ловецот на B7 е многу лош. Јасно. Така да конј C3 испадна добра потек. Ма добар и природен поток. Да. Рокада. И сега може да продолжам најнормално како што би продолжил инаку ако не дојде мој противник нели А6. Да продолжам дама D2, топ D1, потоа да видам дали F4, дали топ C1, A3, B4 може план. Има многу планови за белите. За црните единствено е F5, тоа е единствена контраигра. Но важно е да се реагира точно на F5 секогаш да се има нешто за како точно се реагира. Најчесто треба на F5 да се земе и F4 да се одигра. Но има и други планови, може со F3 да игра белиот, на F5 да реагира, мислам да земе по F3. Да. Но идејата е да се спречи контраиграта со F5. Но тука видов дека имам опција исто така да земам како што играв конј C6 Јас би рекол по Фишер. Како Да. Фишер? Треба едноставно и јасно. и на DC6 дама D8, сега мора да земе со ловец. Ловец. Уствари имаше интересна идеја да земе топ D8 и на ловец B6 да се спушти топ D2 Да. со контраигра. Но тука црниот е окей на белиот има предност на повеќе начини затоа што дури да го врати пешакот на B2, што ќе го земе, ќе има многу јака активност и пешачката структура ќе му биде послаба, односно иста ќе биде пешачката структура, но моите фигури ќе бидат многу подобри од неговите. Пешакот на C6 и на A6 ќе можам со ловецот да ги напаѓам од E2. Да. А и тој на D4 И пат- може ќе го стави под Да. под маска на топ на И- D2 и отскоци. Да, да, да. И ловецот на C8 ќе му остане пасивен до крај. До крај на После партијата, C5, тој активниот топ во крајна линија може да, Да. му го смениш, па Па да, тоа е идејата, да фатам една од линиите Да. кога го сменам топот Да. и да имам јасна предност. да. Тој зема со ловец. И сега првично ми беше идејата конја 4 и на C5 B4, но видов дека има ловец на D7. Неизгоден потек. Да. И нели не можам да играм конја 4, но затоа и C5 иска така јасна предност. За E5. И тука очекував единствено дека ќе дојде мојот противник B5. Да. Друго ми немаше смисла воопшто, но
И на B5 идеята беше F4. Не е идеята на F4 толкова да се одигра колко се фати простор, колко да се спречи E5. Да, за да имаш на E5, F5. За да На го E5 имам закушиш F5, там, да. Затоа што ако ми дојде он F5, после конј F4, конј F6, пак има веројатно предност, ама нема да биде тоа. Толку изразено. Сакам да Да, По-добре на ми пишам. B5 играш F4, да? Мо? На B5 играш F4. Да, и на E5 играм F5. F5, јасно. И на конј E7 имам топ D1 јак потез. Да, И претам топ D6. да. И многу му е незгодна позицијата. Претам A4, претам топ D6. Да, не е побрза редовите, никој не Да. Јасно. И исто така ќе има проблем што нема да може добро да реагира. Исто така на B5 можам да одиграм и топ D1, добра потез. Топ од F на D1 Да. со идеја топ D6. И ако брани ловец на E7, тогаш F4. Да. И сега на E5, F5, сега не може ни конј F4 да дојде. Конјот Да. ќе мора на хаосно да го врати, затоа што кога ќе го вратам ловецот на F1 после G3, конјот нема да има каде да Нема моди. да има, да. Тие две идеи ми беа. Да, супер се. Но тој зема BC5 ми изненади тука. Па може би мислам дека вака малце поотворен игра ќе има повеќе практични шанси затоа што видел дека позициона F10 ќе го стегнеш ако игра така, D5 и Да, ама тука сум стигнал се што сум сакал се што и треба, да. земав ловец C5 топ E8. И сега пак идејата му е E5 и да го преврти конјот. Конј F8, конј F6 или конј F4, конј F6. Да. Сега има и поле на F8. Ќе дојде да игра. И затоа поентата е да се фати полето на E6 и ловецот до C8 да остане слаб. Така е. И затоа играме F4. Јасно. Затоа што E5 секако ќе мора да одигра, ама после F5 конјот што ќе биде, што нема да може да дојде на E6, тоа е плюс, но и ловецот на C8 е многу важно што ќе биде лоша фигура до крај. Така е. Океј, E5, F5, конј F8, конј F4 немаше да направи некоја голема разлика. Би го трнал веројатно ловецот. На C4 може ли? Да, на C4. И ќе претам G3. А тој кој кај ќе оди? Па да, затоа се го врати конј F8. И сега тука е важен момент, мислам, затоа што имав прва идеја, конја 4 ми беше идејата, но видов дека конкретно не можам да стасам, затоа што ми доаѓа топ B8 или прво конј D7 и кога го трнам ловец, затоа што некам да го дам ловецот на C5, тоа е нај. А тој не можеш ли на D6 да го внесеш после кој D7? Па прво, Конја да, 4, затоа конј прво D7 топ на B8 D6. би било, да. Аха. И не бев сигурен дали да дадам контра и затоа сакав прво да се забранам на B2 и потоа да играм конја 4 со ловецот на E3 со конјот на B6 или на C5 да видам. Или може би на D6. Затоа што тој има идеја исто така конј D7 и конј F6 да врши притисок на E4 кога ќе го ставам конјот на A4, ако дојдам конја 4 тука. Да. А добро, конја 4 топ B8 ако ти игра ловец D6 му е ја што па кај ти е топ? Не, прво би играл конј D7 и на Конј ловец D6, D6, да. конј на F6. А конј на F6, да? Да, виси на E4 и на ловец на F3. Да. Најлогично. Најлогично, Веројатно да. има ловец на S7. Така, малце, да. Затоа што не можам да земам на E5. Мислам дека или И може. таму треба да си подобар таа. Да, таму мислам не не си се пише. подобар. Да. Веројатно тогаш можело и така, да. Но мене идејата ми беше прво да спречам контраигра топ 7, топ Добро, 2 да да, дојдем и пак потоа исто. истото се. Тука си ти газдал ова позиција, нема збор. Добро, топ 7 е многу преден потек, по цели ние Да. C6 слава. Ловец G5 да го активира ловецот, ама ми дава екстра, окей, топ C2 ми дава екстра опција сега со H4 G4 да се Да појдеш напред. поедам, да. Конј D7, ловецот 2 нели не го дам ловецот. Ловец B7. Тука мислев дека ќе дојде топ B8 или C5, очекував нешто да се активира. Ама C5 секогаш е малку незгодно затоа што ќе има конј D5. Не само и ловецот на C4 Да, ќе да, дојде да. таму, тоа е како ќе се справува со Да. прво конј на D5, па ловец на C4. И он ловец B7. И тука мислам дека е пак критичен момент. Мислам белиот на веројатно на многу начини има предност. Но ако дојдам конја 4, идејата беше веројатно негова C5 да висам на E4. Да. И тука на овој турнир искрено да видам со сите пробав само да ми ја спречам контраиграта. Затоа што најнезгодно е, мислам дека кога ќе ме спречите контраиграта. Да, ама тоа во идеална ситуација, иначе у шах не можеш се да... Да, ама... Мораш нешто да дадеш, ако сакаш и ти да бидеш активен, не можеш се да спречиш, тоа е многу ретко така. Да, ама тој сега сака нели да одигра C5 Да. и мислев дека го спречи конкретно затоа што H4 и сега ако го врати ловецот на H6 ќе ќе му биде незгодно заради прво можам G4, но второ е топ на D1. Да. И
Да, и ловецот ќе му биде лош Отвечена база таму. Да, Да. на лош ќе биде на Хашес. на Хашес, а исто така ќе можам да додадам и конја 4. Да. Идејата е сега на C5 ќе можам да го одбранам пионот на F3 со ловец на F3, Да. ама главниот мотив е што кога ќе земам на C5, сега кога ќе падне на C5, Да. кога ќе земам на C5 нема да може да ме врзе со ловец на S7. Нема да може уште еднаш да ме Да. нападне на C5. Да. И ќе бранам со ловец од F2 и со конјот од Да. нели конјот што ќе биде земен на C5 и ќе подржам со B4 понатаму И готово. и ќе биде чист пешак. Чист пешак. И затоа тој го врати на S7. Топ D1 да фатам линијата. Да, со темпо. Да, конј F6. И тука е пак важен потез за да се земе простор на доминото крило и да не може брзо да ме нападне со C5 G4. На кралското крило. А да, претам G5, нели? Да, јасно. C5 за да се го активира ловецот. Ловец на F3. H6 веројатно е форсирано затоа што ако стигнам G5 без да ми виси тој на G5. Мислам кога ќе се врати кој ќе се да не виси. јасно. Тогаш мислам дека веќе е готово. Да. Затоа мора да одигра H6. И сега ловец е 3. Идејата е просто G5 и топ на G на H линија, зависи како ќе Да. реагира. Таму може да Да. биде многу лесно со 20. Затоа и го менува топот тој брзо. Топ на D8. За помала штета, за да не можам да се дуплирам Јасно. по G или по H линија со топовите. Сега земав топ D8 и G5. И тука му е веќе многу незгодна позицијата. Затоа што Губена изгледа. Да. Океј, хаги да земе за да имам слабост на G5, конј H7, топ G2. И тука најде единствен потег. Мислам, јас не го видов потегот, тоа беше тука малце ме дестабилизира затоа што идејата беше моја да ставам ловец 2, ловец 4. Јас мислев дека тој мора да дојде топ D3, затоа што не форсирам потег. Што ќе играш на тоа кралот? На топ D3 кралот 2 и идејата е L2 од C4 и точно стигам. И готово, да. И идејата мислев дека му е на топ D3 кралот 2. Сега да одигра нека корисен потег, не знам, ама идејата да му биде топ E3 да земе на G5, што ќе биде тотално изгубен. Па да. Без топ, без ништо, Да. само со лесни играш. Да. Да. Ама сега одигра C4. И тука потрошив многу време, затоа што идејата ми е спречена сега на ловец 2 има топ C8 и ги прети понатаму L B4. И тука имав два кандидат потези, дали F6 или конј D5. И потрошив доста време и го одврв погрешниот. Конј D5 е многу природен Да. потек. Значи супер природен потек. Да, само лоша оценка направив дека конј D5 кога ќе земем мора да земе ловец D5, E5. Сега не бев сигурен дали може да дојде F6 и на G6 конј G5. И сега разнобојците не ги оценив колку толку јасно добиени. Ловец на G5, F G5 со идеја топ C2 и дека таа е толку голема предност не ја оценив. Како без крал игра. Да, јасно, мислев дека како што играме поголема предност од таа. Не, и ова ти Тогаш- како што играш изгледа Да. прилично, ама не, таа со разнобојни ловци без Да, крал да, кога да. играат со пешек на G6 е готов, затоа што има и по еден топ. нели? Да. И тука беше Топ ќе опцијата. влезе и готово. Дали конј D5 со таа позиција или Или веднаш G6. Или Или веднаш веднаш F6. F6, да. Да. И израчунав тука интересна варијанта. Ние како што игравме F6 ловец на B4, конј D5, ловец D5, E5. И сега мислев дека единствено C3, затоа што ако стигнем топ C2 е крај. Мислам, сега конкретно ќе виси на F6 најверојатно, но мора да реагира некако, нели? Да. Нели ако одигра на пример G6 тогаш да дојдем топ C2. Таква идеја. Да. И тука му мислев дека форсирано е C3. И тука сега мислев дека видов многу јак потек. Ловец на E4. Затоа што сега има проблем, не може да се врати конј F8, затоа што има многу јак потез А3 на конј F8. Да. И кога ќе го тргна ловецот имам B4. И топ C2 ќе се го земам на C3 А за на А3 CB ако земе? CB, взимам А, AB не, идејата. земаш Да. еден контролираш на ловеца, И да, да. тоа е идејата. Да, јасно. И кога го одиграв F6, ова ми беше идејата. да, дека јасно. нема Многу привлечно е тоа. дека нема конј F8 и мислев дека тука уште од F6 пред да го одиграм затоа што конј D5 наместо F6 е јасна предност позиционно. Да. А овде мислев дека конкретно добивам партијата. Да, сосем логично. Си размислил, сосем логично. Ама направив еден мал превид, CB топ B2. Затоа што мислев дека е форсирано CB, затоа што пријатам нели А3. Да. И он зема CB топ B2, топ C3, Ловец е 3. топ B7 и сега видов дека нема ловец на D4.
затоа што на ловец D4 взимам на D4 на H7 и на F7. Да. Поточно прво ловец H7 и на крал Прво H7 ловец D4, за да нема коњ G5 случајно. Да. И тука на коњ F8 идејата беше уште од кога рачунав G6. И од кога одиграв F6 идејата тука беше G6 и да заврши партијата. Но кога настана позицијата, мислам малку пред да настане или кога земат себе два веќе мојот противник, сватив дека има топ D7. На G6 има топ D7. И ево оди во реми расплет. И тука, затоа што целата идеја на F6 беше да се одигра G6 во оваа позиција. И сега ако немам G6 сум му дал да се ослободи, но не оценив дека крал G2 например или крал H1 има многу јасна предност, само да не ми го смени ловецот со ловец D4. Црнополниот ловец Да, да да, задржиш. И не оценив дека тоа е толку голема предност за белите фигури. И тука ми стори најголемата грешка што одиграв G6, тука целата предност се испрештив после топ D7. Затоа и пон дефреймин после G6 пошто видов топ D7, но не оценив затоа што преведов веќе дека има топ D7 и не ни пробав да најдам нешто друго освен G6, тоа беше Аха. проблемот. Не А да си врнат со кралот да напред. бил кој потек само да не ми го смени црнополниот ловец. Сум јасно подобар, да. Она Она е уште до првата, до топата си. многу извин, да. Крал слаб, два ловци. И тука на 35 потег испуштам целата предност нели со G6, ама тука Да. и пон дефреми, затоа што идејата беше нели на топ D7 да се смени се. Абе затоа па си освоил нормата од 10 партии, ти било па тој спортскиот дел си го Па да, ама тука веќе играв без притисок затоа што целата ми беше од 9 да земам. од 9, да. Од 9 И кога ги земав, штета да, тука просто. беше буквално без притисок играв. Штета, мислам баш во Фишеровски игра, ама све јасно, чисто, лесно, поврзано, сите потези како што треба шаховски, многу. Баш ми беше криво кога видев. Втората? Која ќе биде? Тука бев бели фигури со младиот фидемајстор од Унгарија. И ова беше седмото коло и ми беше важно Ференц коло. Гомбош или нешто слично. Да. Ференц сигурно не е некој добра. А, Оваа партија која кола рече? Во седмо. Да. И беше важна за тоа што напоменав дека тука победа и после тоа ќе ми треба уште две партии за нормата, нели? Да, да. Но тука требаше да се победи затоа што противникот е 2200. И бели сум, нели? За подобри шанси треба да добием. Јасно. И се одлучив за E4, нели? E4 е пред коњ F3, коњ C6, ловец на C4 италијанка. Коњ F6 D3, ловец C7. Почна вака да играат, малку е модерна варијантата. Ова со ловец се седам прв дубок почна вака да игра. Да. Мислам и некако стана се популарно овој навиду малку пасивен начин на игра. Рокада, топ E1, D6, A4. И тука има многу потези срниот, има планови со крал H8, коњ G8, F5. Има план ловец на E6 како дубов, да се земе на ловец E6, F6 и потоа по F линија коњ H5, топ Да, E7, дама да, E8, да. дама G6. Типично со ловец на E7, каде што идејата на ловецот на E7 е да не биде под удар со C3, B4, да не се земаат темпо Да. и ако се одигра D4, да се земе и да се префрлите на F6. Тоа е Просто како као во некој, штајница во одбрана шпанска Да. партија против E4 играш на малку помал проспор, да. Но мојот Да, прост ластично. никод Унгарија игра унгарска одбрана, така се вика коња 5 потегот. Да. Ловеца 2. Сака да намисли всушност шпанк на италијанка Па да да, игра ама ти шпанка. со А4 тука е баш против и коња Да. 5 меѓу другото, Да. за да не тој коњ да остане таму, а ловецот да си има диагоналата да остане. Коња 5 инаку најмногу играм потек. Овде? Па затоа што е постар потекот, не е веќе модерен. Но вака многу партии во Баш И во сега филна се игра, шпанка да. сака Да, да, C5 сака. и назад коњот, после и така. Да. И тука е сега долга маневра како А, борба на маневрирање. фаза на маневрирање, да. C5 мора да одигра затоа што нема никаков смисла коњот Да, на се А5. разбира. C5 C3. Океј, коњ C6 да го врати и сега играм интересен потек коња 3. Коња 3, мене прво што ми падна коња 3. Да, Тој со- коњ еластичен е таму, на E3 ќе дојде. Да. Ќе видам дали преку Али- коњ C2 да. коња 3 или коњ C4 коња 3. Да, да. Не е јасно. Така е. Тој игра H6 причекен потек за да види што правам, Што ако ќе дојдам правиш? коњ C4 да дојде ловец на E6 Да.
или на конјца 2 да дојде веројатно ловеца 6, Да. затоа што топот му уште не фусум. И ќе има хашот му е корисно, нели, во таа позиција нема да имам коњ G5 и пак истото може да Така, се играме. така. И сега ловец за 2, многу интересен потек со идеја B4. Да. Тој игра А6. Причекин потек пак, исто така може да има идеја топ B8 со B5. И нели, затоа што маневрираме двајцата, му играм сега H3. Малку исто пак причекин потез, го чекам да се изјасни. Сега може, има многу планови веројатно, црниот може топ B8 со B5, може топ B8 колку што играш со ловец F8, може ловец F6 директно. H3 ми е корисно ако дојде ловец на E6, на топ B8 имам други планови. А на Може да ловец кој 6 игра. како ќе играш? Би земал најверојатно на E6, F6 и B4. Ајде, често, да. Да и Да, вално прво да почнеш. да и немам време за коњ H5, коњ F4. Нема да стигне. Да. Добро. И игра топ E8 и коњ C2. Него ставам коњот на C4 затоа што ловец 6 Да. ќе ме врза Да. и да не ми го смени Јасно. тој. Сега може да дојде ловец на E6, но поентата беше на кога го исчака веќе топот му е на E8. И не е истото затоа што сега нели по F линија му треба топот. И нема смисла топ E8 со ловец на E6. Јасно. Игра ловец F8 со идеја нели ловец E6. Може би сега ловец 6 па со топ 10. Да. Затоа играм коњ E3 и на ловец E6. Сега а? Не, идеја, имам два потези, ама мислам дека ловец E6, мислам дека е посилен потек од припање на коњ D5, да, исто и коњ D5 играм. Затоа што има друга идеја на ловец E6, ако земе F6 сега воопшто нема смисла. Да, тоа. јасно. И кога ќе земе со топ играм C4. C4, тоа сега те прашам, да, да. Оле D5, Да. затоа што на крајна Да. линија тој го менуваш за коњот на D4 и се менува ќе остане подобар коњот ловец. Да, тоа беше идејата и има Да. сега тука прво мора да одигра точен потек А5, како што одигра, затоа што ако одигра белиот А5, Белиот сака А5 Да, и понатаму белиот ќе сака подготви B4. да, дама А4, коњ D5 и B4 план. Да, да. И тој игра А5 за да спречи да блокира да мината страна скроз. Но сега тука сум многу подобро нареден на кралево крило, имам многу подобри фигури. Да играм топ F1. Со идеја G3, да го тргнам коњот дали на H2, дали на E1 ќе видам, ловецот на C3. Многу И шаховски, F4 скоро. затоа што е центарот стабилизиран, блокиран на дамското крило исто така, не е сосема, но структурата е определена и сега тежиштето на борбата оди на кралското крило каде што ти имаш нешто повеќе. Да, и тука играм без ризик, со нула ризик и мислам дека белиот е јасно подобар тука. Јасно подобар, затоа што на белите полиња ти доминираш. Да. Тој игра топ E8, G3, G6, да го префри ловецот можеби на G7, Или на H6. да. И сега играм коњ 1, приправам F4. Но не го брзам толку F4 потегот затоа што имам многу корисни потези. Јас имам Јасно. ловец C3, коњот на G2 најверојатно, кралот на H1, H2 ќе видам, F4, Да. дамата ќе се подобрам секако, дали ќе видам каде да ставам, најверојатно на D2. И потоа ќе бутнам F4, топ F2, топ F1 и Јасно. нема црниот контра, буквално никаде не може да спроведе ништо. И тој одигра ловец G7, ловец C3. И сега одигра малку чуден потек коњ D4, кој што можеби не реагирав најдобро на него. Ти можеш и после да го земеш, не мораш баш ни веднаш, Да, како, да. како сакаш. Или да одиграш Па, нешто. да, тука потрошив некои 10 минути, Иако за кога да тогаш сум- ќе треба да го земеш. Да. затоа што можам да одиграм коњ G2 да се продолжим идејата. Да, кој ќе два кралка два, Да. па после у некој која сакаш ќе го земеш. Да. Ама видов дека мислев дека вака имам јасна предност кога ќе Окей. земам коњ D4, ловец D4. И сега E4 не ми беше ни кандидат. Мислев дека E4 е груба грешка. Само C ми беше кандидат. И на C идејата имав две идеи, едната е да го вратам коњот на G2, што не сум сигурен дали е добро, но втората беше што веројатно ќе играв коњ D5. Сега мора да земе коњ D5, C Да. и идејата е сега кога ќе бутне F5, да играм на слабиот ловец на G7, да не бев сигурен дали ќе играм со F3 таму, па да, ама секако ќе земав најверојатно на F5 да се земе Да. и да ставам коњ на C4, Да. а тој ќе проба да го активира ловецот преку H5 и ловец на H6 и има контра. И таа позиција би можела да е окей за црни, така требало веројатно тој да продолжи. Но мислев дека имам предност кога ќе го ставам коњот на C4. Имам планови со тој ќе има со B5 план, јас со B4 план таму на тоа крило.
но мислев дека во секоја верзија ќе треба да сум колку толку подобар, затоа што слаба структура ќе има на конјот на C4 ќе напрега на D6. Да. Во секоја завршница сум јасно подобар. Во било каква. Само треба да пазвам малку да не ме нападне на крал конкретно или да не ми влезе брзо по целиње. Тие два плана треба да ги пазвам за него. Но тој зема многу брзо E4. И сега тука веќе мислам дека е доста послаб црниот, затоа што е тотално без контра игра. Сега пак можам конј D5, но сега веќе кога имам F4 план, нема да менувам структурата, оваа структура ми одговара мене. Оваа структура и тук па една фигура повеќе. Да. И се враќам конј G2, затоа што коњот на F6 мислам дека вака изгледа многу чудно моите коњи на E1 и на G2. Ама кога ќе спроведам F4, конј F3, моите два коњи ќе бидат дупло појаки од било каде да го стави тој на F6, нема каде да го стави, нема поле за него. И потоа ќе видам дали ќе играм. Ма ти овој коњот D1 можеш и на B5 да го однесиш у 3-2 скока, ако баш затреба. Таму и го однесам после во партијата, да. Да, тоа е. Да. А ова што ќе прави со фигурите нема никакво упориште, коњ на F6 никаде не ќе може да најде место, ти на единственото добро поле E5 не може да се задржи заради F4 ќе стои, така што не може D5, не може B5. И идејата беше исто што ги зачав коњите, што единствен пешачки удар на него ќе му биде пробив е F5. Да. Идејата беше да зачувам коња на H4, коњот од G2 ќе дојде на H4, тоа беше идејата. Да, За да можам на F5 да го притискам така. и да не може да го брани. Да. Коњ H7 спрема F5, јас играм F4, тој е F5. И сега мислам дека веќе е изгубена позицијата за црни. Затоа што взимам EF, GF и играм дама H5. Темпо. Да, топ F8, коњ H4. Темпо. Сега може да се брани со дама D7 или дама E8 како што одигра, но мисли најверојатно дека нема да издржи ако оди дама D7. Затоа што ќе изиграм. Бев сигурен дали дама F3 прво да се вратам, но во секој случај коњ G2, топ E1, топ E2, топ E1 и кога дамата на H5 контролира E8 поле, што е важно. И тој дама E8, но оваа завршница е тотално без контра. Значи нема ништо не може да направи. Взимам дама E8, топ E8, коњ на G2. И сега ма многу незгодно, не може да мрдне ни една фигура затоа што не F5 виси. И тој игра топ E2 и да влезе нема никаква смисла. Најверојатно топ F2 е многу просто, но и топ E1 исто така доволно просто. Да. И на топ B2 да дојдам топ B1 зависи на B7, но најверојатно топ F2 ќе дојде. Да. Тој игра топ F6, за може да ги преврти фигурите, крал F7, коњ F7, да може да мрдне нешто. Топ E1. Топ E1 и тука правам мала грешка. Се занесов малку, видов еден интересен маневр. Топ E3, топ E3. Да. И затоа земав со коњ, но да земав со топ ќе беше многу попросто. Топ E1, да. И на крал F7. И на било што играм G4 следен потек. Мене ми беше идејата да го држам тој на F5 слаб, но G4 јасна предност. Сега динамика има. Да. G4. Ти добиваш поле F5 за коња, ти. А можам исто така и да одиграм после тоа со F5, коњ F4, коњ D5. А и така, значи, да, и тоа е супер, да. Да. И тотално изгубена позиција. Да. Но јас взимам со коњ. И вака. Со интересна идеја, но не стигам точно за едно темпо. Сега наоѓа серија од единствени потези. Коњ F8 единствен потек, за да може да спречи топ A3, топ B3, да има B6 и коњ D7, тоа му идејата. Да. Но окей, јас сакам да измам B6. Играм топ A3, коњ D7, топ B3, B6, коњ C2. Идејата на коњ C2 е да ставам коњ A3, коњ B5, коњ C7 и коњ D5. Ако ставам коњ на D5, партијата завршува. И сега тој наоѓа пак единствен потек. Ево, ловец на F8. Тука почна мојот противник да игра многу јако. И потоа ќе најде серија на единствени потези како за да држи позицијата. Ловец F8, коњ A3, ловец 7, коњ B5, ловец D8. Но добро е што тука белиот има многу безброј темпа, може што сака да прави. Го има сето време на вас свет, затоа што црнот нема контраигра. Но Сега мора да пази овој топ и на D6 и на F5, имаш структура, слаби D6. Сега топот назад, или што? Да, топ A3, но добиена позиција со топ E1 и G4, ја сега сум само подобар, не е веќе добиена. Тој игра коњ F8 за да ми го смени коњот, за поточно да си го ослободи топот, пошто на F6 му е врзан и на D6 и на F5, вака да може да мрдне нешто. Да. Топ A1, коњ G6, коњ G6, топ G6, крал F2, H5. И сега топ E1, многу важен потек, затоа што на крал F3 има топ E6.
ја прети неко H4. И незгодно ќе ми влезе на 3. Да. Точно на темпо голо. Крал F7 и сега крал Сега F3. крал F3 за на H4 имаш Да. G4. И тука мислев дека тука веќе имам инаку на сатот имам сат и 20 можеби, затоа што 40 потек. Додал плюс 30 минути. И тука мислев дека некако мора да е добиено, само треба да се сконцентрирам и да го најдам планот, но не беше толку просто. Цело време го потрошив. Мислам тука не. Топ F8, топ E2. Пас потек, не му кажам што правам. Коњот секако ќе го вртам, крал F7. И сега почнам да го вртам коњот. Коњ на 3, ловец на E7, коњ на B1. Идејата е да го ставам коњот на H2 и да спроведам G4. Ловец D8, коњ D2, ловец C7, коњ F1. Топ G8, коњ H2, топ H8. За да држи да не можем G4 да одиграм. Да. И тука уште кога го вртав коњот ја видов оваа слика и мислев дека добивам со крал G2, затоа што мора да G4 ми идејата, мора да дојде топ G8. И тука јас мислев дека имам многу јак потек G4. Да земе HG, FG, крал G3. И мислев дека тука партијата е готова на топ H8 коњ G4, веќе не може да ми влезе по H линија никад. Мислам може на H8, ама не прави ништо. Да. Кралот ми е близко до E4 и F5 можам да спроведам. И идејата беше, нели, G4, HG, FG, крал G3. Сега видов потек јак крал F6 за него. А мислев дека сум усмислил F5. И јас многу јак потек, затоа што му виси ловецот на E7 и на ловец на F8, за да го тргне ловецот или на D8, каде да го стави, да дојдам топ F2 јак потек. И сега сакам да земам коњ G4 со шах, крал F4 и да биде крај. Но преведов тука, поточно, нели, на F5 крал на крал F6 F5, видов дека има топ G5 потек. За да напаѓа на F5. Да. И идејата првично тука беше да дојдам топ E6 и на крал F7 крал на F4. Можеш да ја покажеш таа? Че вака G4, HG, FG. Крал G3. Крал F6, F5. Топ G5 единствен потек. Топ E6. Крал F4. Не, топ E6, крал F7, крал F4. Сега идејата ми е да земам топ E7 и крал G5. Затоа мора G3. Ако го тргне топот, играм коњ G4. Јасно, мора G3. Мора G3. Коњ F3. И сега идејата ми беше дека јас на G2 имам многу јак потек, топ E7. И на крал F7, крал G5. И да добием партијата затоа што коњот го брани пешакот на G2. Нели, А што има? коњ Нели повеќе? има D5? Не, тука е крај. Да, крај. тука е Крал изгубен. G6 и да. Да. Но поентата беше што во оваа позиција, нели, кога настана, мислам пред кога дојдов крал G2, Да. во стартот, видов дека тука тој може просто да одигра топ G8. Назад, да. Во оваа позиција јас немам тука потек. Веројатно ќе треба да спасувам реми со топ G6 затоа што ми прети G2. И сега од никакви фигури одеднаш му стана јаки затоа што му дав G. Да, Од няк. G му Да. прави силна контраигра. И Одеднаш. да. Нема потреба тоа, ништо. Да. Но видов дека не иде G4. И сега не ми беше јасно која е сликата што ми треба за да можам да добием партијата, затоа што ако не можам G4 ја спроведам, не ми беше јасно на Да. кој план друг да го спроведам. И сега го видов и овој друг план, крал F2, ловец D8. Тука малку го вртам. Нормално, го Може да цензурираш сгреши, да, за крал да F3. е јасно и да го измориш, не Да. само тоа, туку и да го измориш. Сега мора да најде топ H8 или што го најде. Да. Океј, топ H8, коњ F1. Тука веќе вртам малку. Топ G8, коњ H2, топ H8, крал F2. Као триаголник да му направиш да Да. као божевски. Да, Може да. би или вистински Нешто, или да, као нешто. Да. Топ G8, коњ F3. И сега тука мојот противник пак наоѓа единствен потек, затоа што во оваа позиција ја мислев дека нема да го види. Мислев дека мисли дека само чекам. Тој беше идејата уствари со крал G2 крал, да мисли дека ништо немам идеја. Така. И тука се снајде добро затоа што во оваа позиција претам многу чуден потек H4. Ја блокирам таа страна, но после кој G5 ја добивам партијата. Затоа што не може да ме спречи на Ќе мора тоа после Да. да влезе и да загуби, да, да? ако сум јас на потек се играм H4 и на ловец 7 сега имам кој G5. Да. И не смееш да земе ловец G5 FG5 затоа што ставам крал на Кралот F4 доаѓа на готово. F4, да. Мора да дојде крал F8, но сега влагам топ F6. Така. И тоа е
Идеята е да се влезе топот на E6 Јасно. и после топ H6 е готово. И тој наоѓа единствен потек сега ловец C7. Може и топ G6 прво, но идејата е да ја види тој идејата. И за жал ја виде. И сега на H4 има топ G6 и на коин G5 крал е 8. И сега не можам да влезам на E6, тоа е проблемот. И ако ја блокирам кралевото крило, ако го блокирам, не можам никако да добијам. И сега морам да смислам нов план, затоа што овој не работеше. И окей, топ 1, топ G6, коин H2. Без тука сега требаше тој да одигра некој паметен топ H6 пас потек. За не ми даде да дојдам топ G1 и коин F1, како што да во партијата. Тој даде топ G8, топ G1, сакам G4, топ H8, коин F1, топ E8. И сега одиграв G4, затоа што веќе ако не одиграм тука немам никогаш G4, нели? Да. И тука тој испуштил многу јак потек, кај што дури и црниот доаѓал подобар. Поточно го одигра, нели, ловец H4, крал F3. И сега тука многу јак потек за црни што го испушти тој крал G6. Што го испушти Така PS. да држи, да. И идејата е сега од Кралот сите држи, да. имав многу јаки фигури, сам си ги направив пасивни. Кога ќе земам G, крал G, Јасно. крал H5. Таму попат ќе видиш. Да, ќе видам после. Ловецот моркува. Да, тој се попат спушта. на и Да. од време. Одеднаш Мгм. се менуваат работите. И јас мислев дека ќе влезе топ 1, мислев дека крал G6 негови, топ 1 мислев дека ќе дојде. Да земам Геха. И на топ на D1, крал E2, топ E1, крал D2, Да. ловец F2, за да ми виси топот. Да. И во таа позиција не бев сигурен дали топ H1 да Со дојде. идеја кој G3, да. Да, топ H1 со коин G3 и да го бутам пешакот на H6, нели? Да. И таа ми беше нејасно. Нејасно. Но он зема HG, тука ја прави грешката. HG, Мога HG, да, тука. да. И сега веќе кога имам со топот каде да влезам, Тоа е друга. сега веќе се е веќе лесно, топ е 1. И сега веќе требаше да биде крај, но пак ја закомплицирав јас. Топ H1 ловец F6 G5. Претам коин G3 или не ни мора коин G3, може дури и не знам. Се е окей, тока се. Да, да, да. Пак кој G3, Да. кралот влага по белите. Но тој игра топ B1. Коин G3, топ B2. Коин E4. Но претам сега шах и да му го земам ловец. Топ H7 и на ловец G7 F6. Да. Затоа игра ловец G7. Но сега пак ги ови со шах, коин D6 крал F8, топ B1. И се полна Да, претам мат. имаат белите. Мора ловец на F6, за да има место со кралот на G7, топ E6, ловец E7, коин E4. Не сакам да му давам да ми го земе конјот, затоа што ловецот му е многу слаб. Топ B3, F6, топ D3, крал G4, ловец D8. И сега крал F5 или топ D6 и ќе заврши партијата одма затоа што земам фигура чиста. Кралот се наметнал многу. Да. А и топ D6 се наметнал. Да, ама јас преведов тука. Голем превед направив. Ама добро, веќе не знам 5-6 сат на игра. Топ D6 и топ D7. Да, топ D6 е најпросто, да, веднаш е готово. Ама ја одиграв коин D6 Добро. и тука мислев дека ќе предаде партија затоа што му го взимам ловецот. Ми најде. Кога го одиграв коин D6 додека има топ E3, ми спречи топ E8 мат. Јасно. И пак е многу лесно добиене после крал F5, Да. но јас видов друга една позиција која што исто така добиена, значи не сме испуштил предност ако во другата партија. Добиена се уште, но можеше фигура да биде. Да. Вака играм уште 30 потези, 20. Топ E3, D3, крал F3. Сега нема ги добро. Ако земе ловец F6, крал E3, таа е готова, затоа што имам пулс пешак на F4. Да. Мора да дојде ловец F7, коњ F5, E2, крал E2, ловец F4. И идејата му е дека кралот ми е нели сега поназад на E2 и ми го взима на F6. Да, ама ти ќе ги земеш Да, D3 таму. И момент ќе бидам за некој момент пешак помалку, но нема врска затоа што тие сите три паѓаат Сите. одеднаш, да. Крал F3, ловец G5, крал E4, крал E7, крал D6, крал F6, коин D6. Тргам на пешаците, нели, ловец F4, коин C8, ловец C7, крал C6. И ова е тотално добиено, нели, затоа што сите сите паѓаат му ги буквално, да. Така и заврши, ловец D8, коин B6. Кралот му е многу далеко. Мислам дури да е на B8 да речем, веројатно е пак добиено, тоа што пак паѓаат двата, ама пак брк има контра. А таму има техника. Таа позиција е добиена за билето, ма треба многу добра техника со А и С. Мислам дека треба коњот да се стави на C6. Да, има таму. Мислам, има на бевме на Олимпијада
ја посетив во Солуне, ја мислам дека беше 88, ако не се лажам. И многу ми беше интересно затоа што како дете имав можност да ги видам повеќето светски шампиони, да речеме и Макс Еве, тогаш беше председател на ФИДЕ, па ја отвараше, затвараше Олимпијадата, Ботвиник беше специјален гостин и така натаму. Но Спаски го нема видено, откако ја загуби титулата од Фишер во Рејкјавик тоа лето, не се појави во составот на Советскиот сојуз тогаш. Но се појави на Олимпијадата 88 и со Љубојевиќ играше. И Љубојевиќ со бели фигури, многува партија беше, шпанска партија, и дојде да Љубојевиќ добие така со А и С. И не е тоа баш лесно, само што не сум сигурен дали имаш овој црн или бел, овој кралот беше кај што треба на црниот. И Љубојевиќ покажа врвна техника како тоа се добива. И тоа беше многу впечатливо. Спаски, значи човек со долга коса, онака, водно крвено, мислиш оде гледа некоја представа, убава, театарска, ужива, не дека игра партија шах, таква појава, грандиозна. Одиме понатам, уште е жив и фала Богу добре. Иначе роден 37 година. Значи напреј колку? 85 година. Добро, одиме после крал е 5, крал зема на C5. Да, крал C5, лова се 7, крал D5, ама нема веќе тука многу што да се... Крал D4, сега требаше само да видам каде треба коња да го ставам. Да. И видов дека на C6 На коња. C6. Најак затоа што зиме напред. И бране од C4. Да, лова D8, коњ D8. И дека Лова 7, коњ C6, да. Крал D3. пешачката е добиена, зашто Да. крал D6. Крала 5. Сега дури да е кралот на D4, па кога ќе земам лова Да. за 5 крала, 5 крал C5 да дојде, иако таа пешачка е изгубена. Да. Ама го нема ни тоа. Нема кралот, Да, нема крал игра D4, коњ C6. и преда. И тука се преда затоа што не може да ги спречи А5, А6, А7 и му го земам ловец. Јасно. 90 потези требаше, ама добра е партијата, многу добра е партијата. Зрелата, зрел шахист како игра се. Дошла ситуација така, се спуштува до предноста, но одиме понатам. И тоа маневрирање, кога не брзаш, кога противникот нема контри, да не брзаш, ќе го измориш, ќе го вртиш од главата. Да. Он мора секој цело време да биде да пази, па проаѓа времето, па човек се изморува и младите луѓе исто, паѓа концентрација, нека не греши. Одлично. Тоа би било се за денешната емисија, почитувани слушатели на ЕСИ Радио. Денеска го имавме нашиот најмлад македонски мајстор, во блиска иднина очекувам интернационален мајстор Емил Ристевски, кој што ни ги сподели своите впечатоци со нас за поединечното европско првенство, каде што ја освои својата втора норма за интернационален мајстор и кај што ни покажа дел од неговото творештво. Гледате како игра нашиот млад Емил Ристовски, му посакуваме, значи, титула во блиска иднина, му посакуваме почесто да дојде тука и не само тоа, туку да биде и успешен и да покаже својата сила и на предстојната шаховска олимпијада, која што ќе се одржи во Индија, во Ченеј, при крајот на јули, почетокот на август, затоа што во годината кога е 50 години практично од Скопската шаховска олимпијада, таа беше 20-та поред за мажите и 5-та поред за жените. Ете, јас бев дете, па кога следев таа олимпијада, секогаш, значи, посебна тежина има кога ќе се освои некој добар резултат на олимпијадата и на таа, би рекол, на најшироката сцена да се пројавиш во вистинско светло, со вистински квалитети. Помнам дека тогаш Хибнер, например, му го нанесе единствениот пораз на Петросјан на олимпијадите вкупно. Значи, Петросјан има само една загубена партија толку од Хибнер и Хибнер беше најуспешен на прва табла на шаховската олимпијада и тогаш директно се добиваше титула велемајстор, говорам 72 година, за најдобар на прва табла. Тоа го створи тогаш германскиот велемајстор Роберт Хибнер. И е едно такво мало сеќавање и така ја привршуваме оваа емисија, почитувани слушатели, бидете и понатаму со нас. Вие бевте со емисијата Шах со Мишан Доновски.